Видите, многу е жалосно што мора да разговараме за партизација и за здравство, едно со друго воопшто не оди. И мислам дека е една од главните причинители зашто голем дел од младите прво ја губат желбата за да останат во Македонија, второ им се намалува храброста за понатамошната борба и трето немањето на можност за да дојдат до соодветна работа апсолутно влијае. Постои една изрека која вели кога нема казна за лошата работна етика, ниту награда за добрата работна етика, нема мотивација. Во случајот зборуваме за мотивацијата да се остане во земјата. Она што го заклучивме од нашата анкета е дека причините за одселување од земјата се мултифакторијални. Дури 40% од лекарите на специјализација и младите лекари како основна причина за напуштање на државата ги наведуваат финансиските причини. 20% од нив би се иселиле во потрага по подобри услови за работа, а останатите испитаници ги навеле подобриот кариерен развој, како и подобрите меѓучовечки односи во останатите земји. Одливот на медицински кадар е предизвик не само кај нас, туку и во многу други, многу побогати земји. За жал, тоа е еден тренд кој што медицинскиот кадар го следи последните неколку децении, но она кое што ние треба да го направиме или она кое што ги мотивира здравствените работници, млади доктори, лекари да останат, секако е создавање на систем со соодветен градиент на квалитет, односно она кое што ги мотивира и да имаат соодветно професионално напредување, да имаат услови и добра работна атмосфера и секако пред се можеби треба или мора да им го зачуваме достоинството. Здравството не е ништо поинаков од сите останати општествени сегменти во нашата земја или било која друга државна институција. Боледува од истите болести кои што ги носи земја во транзиција. Иако во последните неколку години гледаме неколку позитивни исчекори или меѓу нас лекарите на шала велиме денес барем можеш да се пожалиш. Како и во секој основен и друг сектор во кој што имаме проблем во Македонија, така и во здравството. Знаеме за голем дел на колективни договори на различни места во различни клиники, во различни установи. Генерално сите колективни договори, вклучително на клиника, така и поединечните, во најголем процент имаме прекршување, дали е тоа во одреден член или пак во поголем дел од членовите, како е во делот на бодувањето на колегите, така и во делот на исплатувањето на платите. Во огромен дел на секторите, односно во огромен дел на самите колективни договори гледаме прекршување, гледаме промени, меѓутоа за жал како и во се, така и тука наоѓаме потешкоти да ние правно го докажеме тоа. Потрагата по финансиска сигурност, која нажалост недостасува на овие простори, е причина број 1 за миграција на младите лекари вон земјата, но и потрагата по поголем професионален развој. Доветената земја за македонскиот лекар се уште се пристига само со лет за визер. Приказна која што се надевам еден ден ќе биде само дел од едно поинакво време. Овој проблем, како и ковидот, е бран што ни трае малце подолго од што планиравме, а следната недела секогаш е клучна. Повторно ќе речам критериуми. Тоа што ни недостасува се реални, вистински критериуми, да се цени квалитетот на поединецот, а не вработувањата во јавните здравствени установи да зависат од моменталниот партиски фолклор. Партиските вработувања ни се јасно познати како и во секој сектор, така и во здравството дека делуваат, особено на оние позиции во јавното здравство, каде што е јавна тајна како се доаѓа до позиција или како се доаѓа до соодветна специјализација, па за жал се надевам дека во иднина ќе имаме поголема смелост, ќе имаме посоодветни лидери кои што сето тоа ќе се обидат да го исправат и на крајот од денот една соодветна национална стратегија за тоа како ние ќе може да се избориме со партизацијата, но и со одливот на младите кадри.
Од неодамна сведоци сме на неколку вакви позитивни политики на вработување на најдобрите студенти на медицина. Искрено се надеваме дека ваквите примери ќе станат практика, резултирајќи со вработување на најкомпетентните кандидати со соодветна валоризација на трудот и стекнатите вештини. Па во иднина при вработување во земјата, предвид ќе се земаат тие квалитети и предност во вработувањето ќе имаат најквалитетните специјализанти, притоа мотивирајќи ги да останат во државата. За жал не постои некој уникатен или униформен модел како да го направиме идеалниот здравствен систем. Секоја држава европска, зависно од своите околности во државата, си го прилагодува системот. Ние сме држава која што овозможува здравство за сите и во последните години се работи интензивно на подобрување на условите пред се за пациентите. Неопходни се системски промени. Повторно ќе се навратам на анкетата која ја спроведовме, на која дури 70% од испитаниците би останале во државата доколку имаат загарантирано работно место. Специјализантите исто така би ги мотивирале повисоките примања, како и подобрувањето на едукативниот процес воопшто. Доколку се спроведат барем дел од овие реформи кои специјализантите ги побаруваат, можеби македонското здравство и не го очекува така црна иднина. Подобрување на нашиот статус како млади лекари, барем да во тој дел имаме едно гајле помалку и да се посветиме на крајот од денот на оно што ни е примарна цела, тоа е здравјето на пациентите и нормално да го задржиме и нашето здравје за да може да делуваме поделотворно на нашите пациенти. Тоа што очекува Македонија во следните години навистина зависи од нас. Зависи од тоа што ќе го направиме денес и каква приказна ќе искреираме за иднината. Доколку започнеме денес, би рекла можеби и добра иднина.